Вести на Канал 8, добар ден. Поради застој во исполнувањето на одредени работни задачи, општина Кочани привремено ангажирала 3 нови лица. Истовремено се најавуваат соодветни мерки за непрофесионалното однесување на делот редовно вработените. Општина Кочани преку Агенција за привремени вработувања ангажирала 3 лица за работа во општинската администрација. Во писмениот допис до јавноста стои дека нивниот ангажман е поради тоа што бил покажан застој во одредени процеси и надлежности во единицата на локална самоуправа. Главна цел на работното ангажирање на новите лица е да се подобрат резултатите во дејностите што досега малку или воопшто не функционирале. Според информацијата, ангажираните веќе се распоредени со работни задачи во локалниот економски развој, во меѓународната соработка и во културата. Исто така се нагласува оти општина Кочани во наредниот период ќе работи на подобрување на капацитетите на општинската администрација. Истовремено ќе бидат преземени сите законски мерки за непрофесионалното и неодговорно однесување на дел од редовно вработените. Инаку, на крајот од јануари годинава, локалната самоуправа склучи договор во вредност од 4 милиони денари со Агенцијата за привремени вработувања Бизнис Контакт од Скопје, а со кои би се ангажирале 20 лица, според потребите на општината. Општинската организација на СДСМ од Кочани одржа изборна конференција, на која беа верификувани мандатите на новите членови во раководните тела на партијата. На присутните делегати на состанокот им се обратија новиот председател на локалната партиска организација Дарко Радески, како и членот на Централниот извршен одбор Хари Локвенец. Верификација на мандатите за новиот состав на извршниот одбор на општинската организација на СДСМ од Кочани добија 19 партиски членови. На изборната конференција што се одржа во петок од вечерта, изгласан беше и новиот 5-член состав на надзорниот одбор на партиската организација. На конференцијата беа присутни 53 делегати од 73 со право на глас, при што за новиот надзорен одбор гласаа 42 и ниту еден против, додека за извршниот одбор имаше 40 гласа за и 1 против. На почетокот од средбата, на присутните делегати, членови на партијата и гостите, им се обрати новоизбраниот претседател на кочанските социјалдемократи Дарко Радески. Тој се заблагодари на довербата за функцијата и даде кратки насоки за планот за работење на партијата во наредниот период. Партиските функционери ќе имаат поголеми партиски задолженија, поголеми обврски, но и поголема одговорност за функциите кои ги носат. Ќе понудиме институционална помош и подршка за членството, што вклучува грижа за секој член со посветување на максимално внимание и почит, создавање на база на податоци за секој член поодделно со детектирање нивните потреби, можности и потенцијали, со цел стекнување на довербата на членовите по партијата. Ја подигнеме организационата поставеност, со цел функционирање на сите органи и тела во полен капацитет. Континуирано ќе се работи со членството за успешно проведување на кадровската политика на ниво на општинска организација на Социјалдемократскиот сојуз Кочани. На присутните на изборната конференција им се обрати и пратеникот и член на Централниот извршен одбор на СДСМ Хари Локвенец. Да ви пренесам позитивна енергија со која треба да го разгледуваме и да действуваме и функционираме во следниот период. Јас пред малку спомнав дека сите вие поединечно сте дел од големата победа која ја реализиравме на партиско ниво. Меѓутоа, клучните луѓе се претседателите на местните одбори. Оние кои ја донесоа победата, оние кои ја организираа победата, оние кои го владеат теренот и знаат што ќе се случува во иднина. Баш тие луѓе се вистинскиот контролен механизам за во иднина да функционираме понатаму и за да функционираме квалитетно понатаму. На изборната конференција како гости присуствуваа и представници од коалицијските партии, поранешни претседатели на општинската организација на СДСМ од Кочани, поранешни градоначалници, како и членови на партијата кои дале придонес во работењето на локално ниво. Нов инцидент со семејно насилство се случил викендов во Теранци, при што татко со нож му нанел телесни повреди на својот син. Исто така, во сообраќајна несреќа во Горни Подлог бил повреден пешак.
Семејна расправа во Теранци во неделата доцна навечер завршила со насилство и едно повредено лице. Според официјалното известување од секторот за внатрешни работи, во случајот биле инволвирани татко и син, при што помладиот се здобил со тешки телесни повреди, па бил пренесен во општата болница во Кочани. Полицијата направила увид на местото на настанот, пошто излезе со деталите. Околу 23 часот и 20 минути во семејниот дом во село Теранци дошло до расправија и физичка пресметка помеѓу 75 годишен татко и неговиот 38 годишен син. Во пресметката таткото со нож му нанел 2 убоди на синот. Од страна на доктор констатирани се тешки телесни повреди на 38 годишниот син и истиот е задржан на понатамошно лекување во болницата. По пријавувањето на настанот, таткото бил приведен во полициската станица во Кочани, пошто се преземаат мерки за расчистување на случајот. Од полицијата исто така известија дека во саботата предпладне на улица во селото Горни Подлог се случила сообраќајна несреќа во која потешко повреден е еден пешак. Патничко возило Opel Astra со штипски регистарски ознаки, управувано од 34 годишниот ИС од Мојанци, удрило во 27 годишниот пешак ДД од Крива Паланка, кој се движел по улицата. Од ударот тој се здобил со тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во општата болница во Кочани бил префрлен во болницата во Штип. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица Кочани. Членовите на планинарското друштво Осогово ја реализираа планираната хуманитарна акција за помош на жителите во планинските села на Осоговијата. Им однесоа лекови, храна и други потребни продукти, во чие донирање учествуваа фирмите и граѓаните во Кочани. Најнеопходните лекови и известни количини храна добија жителите на неколку маала од селото Полаки на Осоговските планини. Им ги однесоа членовите на планинарското спортско друштво Осогово од Кочани, кои самоиницијативно организираа хуманитарна акција за собирање донации. Според председателот на друштвото Тошо Антов, снегот, калта и лошите временски услови го отежнувале пристапот до куќите, поради што местното население било отсечено од цивилизацијата. Планинарите викендов пропешачиле околу 25 километри и посетиле десетина домакинства со стари лица над 70 годишна возраст, на кои им ги однеле лекарствата за да можат полесно да ги преживеат зимските услови. Во акцијата се вклучиле десетина планинари, кои поради отежнатите услови за пешачење, како и ограниченоста на тежината што можел да ја носи секој од нив, доставиле лекови и храна со подолга трајност. На апелот за собирање помош се пријавиле поголем број фирми и поединци од Кочани, како и од другите градови во Македонија. Во следната акција, кочанските планинари ќе пешачат до неколку маала од селото Небојани, кое е едно од најоддалечените од градот. Планинските села во Осоговијата се од разбиен тип, зафаќаат поголема територија и во зимски услови тешко се стигнува со возила. Во Виница одбележана 17 годишнината од смртта на капетан Кирчо Димитриов. Организацијата на резервни офицери и општината организираа панихида пред спомен бистата кај собранието. На 4 март 2001 на преслапот Рамно, воено моторно возило марка Илтис нагазило на противтенковска мина. Загинаа капетанот Кирчо Димитриов од Виница и војникот Дејан Јакимовски од Куманово. Само 15 минути подоцна, во реонот на караулата Танушевци, од снајперски истрел животот го загуби и војникот по договор Теодор Стојановски од Драчево, припадник на единицата за специјални намени Шкорпиони. Кирчо имаше 33, Дејан 26, а Теодор 24 години. Тоа беа првите жртви во необјавената војна во Македонија во 2001 година. И после 17 години од нивната смрт, емоциите останаа речиси со истиот интензитет. Во чест на капетанот Кирчо Димитриов, општина Виница организираше панихида пред спомен бистата кај собранието. Одавајќи почит кон загинатите бранители, своје обраќање имаше и градоначалникот Ивица Димитров. Да се подсетиме за херојството на нашиот сограѓанин капетан Кирчо Димитриев, кој во 2001 година го даде животот за одбрана на нашата татковина. Сите добро го паметиме денот кога ја почувствуваме најголемата болка, кога дознавме дека нашиот сограѓанин
капетан Кирчо Димитриев го загуби животот заедно со Дејан од Куманово на еден подмолен начин кој сите длабоко да врежа во нашите срца. Во нивна чест, во чест на сите загинати бранители за нашата држава, ве повикувам на едноминутно молчење. Историски осврт кон настаните од 2001-та даде председателот на Организацијата на резервни офицери доктор Гоце Ѓоргиев. Во времето од 2 март 2001 година, кога во село Танушевци јавно е обелоденото постоење на паравојска на така наречената ОНА, односно терористичката ОНА, па се до крајот на војната загинаа 75 припадници на безбедносните сили на армијата на Република Македонија и на Министерството за внатрешни работи, а други 225 припадници на армијата на Република Македонија и 170 припадници на Министерството за внатрешни работи се повредени. Загина и тројца наблюдувачи на ОПСЕ, загина и 10 цивили од нападите на ОНА, но уште и 25 цивили кои беа киднапирани и убиени. Исто така од терористите на ОНА. На оваа бројка треба да се додаде и оние 20 киднапирани и исчезнати цивили од страна кои беа киднапирани од страна на така наречената ОНА. Денешното чествување беше збогатено со рецитали на хорот од основното училиште Гоце Делчев, а се заокружи и со полагање цвеќе од најблиските, од представници на АРМ, од општината, како и од останатите институции. Крводарителска акција организираше полициската станица Кочани, во која скапоцената течност ја даруваа околу 25 вработени. Ова е прва од 3 планирани акции до крајот на годината. Од година во година се поголема заинтересираност од страна на полициските службеници да бидат хумани и да даруваат крв. Крводарителска акција спроведе полицијата од Кочани во соработка со Општинската организација на Црвен крст и Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Ова е прва од планираните 3 крводарителски акции согласно годишниот план и програма за оваа година. Полициските службеници ја покажаа својата хуманост. Акцијата помина успешно. Дарувани се околу 25 единици крв. Со големо задоволство можам само да кажам една добра работа, што според мене веќе ја увидуваме по списоците што ги правиме. Голем број од полициските службеници кои се сега засновано, млади полициски службеници кои имаат заснован работен однос, се интересираат, доаѓаат и доброволно сакаат да даруваат крв, така да се настојуваме во иднина да има некој па и нас да не замене како крводарители, да има и млад потенцијален кадар кој што ќе дарува крв. Кај нас веќе во полициската станица во Кочани има неколку полициски службеници кои се млад кадар, дојдено и се интересираат кога, како, за прв пат даруваат крв, така да од таа гледна точка имаме го исполнено планот за 2018 кој ни е планиран унапред, секогаш планираме, па до крајот на годината ќе видиме. Мислам дека ќе биде реализиран. Кочанската полициска станица годишно реализира 3 крводарителски акции. Втората ќе биде спроведена во месец јуни, а третата и последна за оваа година ќе биде спроведена во ноември. Виничката печатена архива од викендов збогатена со првата збирка поезија на англиски јазик на средношколецот Марко Манасиев. Првата поетска збирка на младиот поет представува енциклопедија на емоции, креирана како одговор на сериозните предизвици и инспирирани од секојдневието на адолесцент, заробен меѓу два света. 15-годишниот Марко Манасиев од Виница е момчето кое својот талент за поетско изразување, наместо на македонски, реши да го креира на англиски јазик. Пред 4 месеци својата бујна инспирација ја преточи во стихови, па стиховите во песни и за краток временски период неговото творештво се сублимираше во прво печатено авторско дело. Со поддршката од неговата фамилија и од неговата класна Емилија Павлова, Марко Викендов својот скриен свет, своите ставови, размислувања за средината во која живее, ги сподели со неговите врсници, но и со пошироката јавност. Уште како мал имам афинитети кон пишувањето и на англиски напишав поезија затоа што полесно ми е да се изразам и многу сакам англиски. Релативно е мала збирката, се содржи од 21 песни. За осознавањето на светот и секојдневната борба со тоа што е гласовето и
како јас го сваќам све. Идејата беше на професорката Емилија Павлова, која ме поддржуваше до крајот на ова новој настан и на печатењето на се. И професорот Орце Павлов, кој беше рецензент на мојата збирка. Поетската збирка е напишана на англиски јазик. За многумина тоа може да биде хендикеп, но Марко избрал токму на овој универзален јазик да ги сподели своите емотивни приказни, рече промоторот Орце Павлов. Не е лошо тоа да биде овековечено, ставено на хартија и да представува сведоштво за еден миг, за еден моментум на креација на еден млад човек кој што преку поезијата се обидува, би рекол, да креира една емотивна катарза, да се соочи со сите аспекти на денешна екзистенција или неекзистенција, како сакате, затоа што да се пишува поезија која во денешно време е тешка субкултура, ставена тотално на маргините на еден свет кој што е материјален и кој што во трката по капиталот и по материјалното се заборава на одредени духовни аспекти и размисли. Беше исклучително добро да едно сведоштво на еден момент на созревањето на Марко биде овековечен, затоа што секој дело кога ќе се биде ставено на хартија и кога ќе се испечати истото, тоа го продолжува да го живее својот живот, би рекол, во вечноста. Печатењето на првата англиска стихозбирка во архивата на општина Виница беше комплетно покриена од приватната компанија Мак Прогрес. Изложба на плакати и постер на ликовниот уметник Маријана Иванова беше отворена во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Целта на изложбата е да се едуцира локалната публика за значајноста на овој вид уметност и да се представи уметникот пред домашната публика. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани отворена изложбата Импостер, чиј автор е Маријана Иванова, дипломиран ликовен уметник од сек плакат и визуелна комуникација, во моментов на магистерски студии на истиот одсек. Изложбата опфаќа плакати изработени за време на студиите од 2013 до 2017 година во Националната ликовна академија во Софија, Република Бугарија, под менторство на професор Георги Јанков и асистент Ненко Атанасов. Ова моја изложба е прва моја самостојна изложба која представувам по втор пат. Премиерното представување беше во Виница во рамките на проектот Нов културен бран на Министерството за култура на Република Македонија. Изложбата опфаќа 40 на плакати, изработени за време на моите студии од 2013 до 2017 година, под менторство на професор Георги Јанков и асистент Ненко Атанасов. Повеќето дела се изработени дигитално, комбинирано со рачно цртање, освен мојот дипломски проект, кој се овие плакати направени по делата на Херман Хесе и се рачно сликани во техника акрил на картон. Плакатот е уметност која што има за цел со својата критичност и визуелни средства да ја потикне публиката да размислува за даден проблем или да ја информира. Темите на делата, опфатени во изложбата Импостер, опфаќаат различни видови на плакати – социјални, културни, рекламни, јубилејни, со акцент на дипломската работа на Иванова. 7 плакати инспирирани од делата на нобеловецот Херман Хесе. Плакатот како уметност на нашите простори не е многу познат, но неговите почетоци се кон крајот на 19 век. Тоа се биле првите пропагандни материјали и потоа се развиваат и културните и сценските театралните плакати во Европа. Најсилна плакатна школа во Европа е полската плакатна школа. И со текот на времето плакатот како уметност се развива највеќе заради развитокот на технологијата. Првите плакати биле рачно сликани и потоа кога веќе се развива литографијата и сериграфијата, веќе се мултиплицираат и веќе плакатот станува широко распространет и веќе сега со дигитализација се изработуваат и на компјутери, дигитални принтови. Професор Георги Јанков за авторката ќе рече дека Маријана е јасна во секој нејзин плакат.
Представените творби се впечатливи и го разоткриваат современиот и разнообразен јазик на младата авторка. Без разлика на тоа дали поставува прашање или изјавува позиција, таа успева да го закове вниманието на гледачот. Смелост во изборот на представеното и наоѓање на најсоодветната графичка техника се причините поради кои нејзините дела ја провоцираат нашата чувствителност и оставаат трајни траги во нашите мисли. Целта на изложбата е да се едуцира локалната публика за значајноста на овој вид уметност и да се представи уметникот пред домашната публика после многобројните учества на интернационални изложби во Турција, Велика Британија, Иран, Лихтенштајн, Австрија, Русија, Полска, Мексико, САД, Тајван, Јамајка и Казахстан. Во вторник, 6 март, со почеток во 12 часот во изложбениот салон на Домот на културата Тошарство во Виница, ќе биде отворена изложбата Ченто, биографија низ фотографија од авторот Рубин Белчевски, советник, кустос, историчар, вработен во Националната установа Завод и музеј Прилеп. Изложбата е во организација на локалниот археолошки и историски музеј Теракота од Виница. На изложбата преку низа фотографии посетителите ќе имаат можност да се запознаат со животот и делото на Методија Андонов Ченто, претседател на Президиумот на АСНО. По одложување за една недела, викендов сончевото време ги наполни трибините на Тодоровите трки. Општина Виница манифестацијата ја организира веќе 8 години поред. 8 година поред од возобновувањето на Тодоровите трки во Виница и се поголема подршка од публиката. Од 6 до 66 е возраста на учесниците. Најбројни беа децата од детската градинка Гоце Делчев, како и основците од двете основни училишта и средношколците од Ванчо Праке. Но не изостана и учеството на пензионерите од Златно доба, кои како првични иницијатори за одржување на оваа манифестација веќе неколку години со трчање до 60 метри ги стартуваат дисциплините. Трките затворени ги прогласи градоначалникот Ивица Димитров. Забележително беше годинава изголеменото учество во потешките дисциплини: трчање во вреќа, одење со патерици, трчање со јајце во лажица, а најбројни беа учесниците кои се напреваруваа во јадење тортини од винчини. За првите 3 места во секоја дисциплина имаше обезбедено вредни награди од општината и од голем број приватни компании кои се традиционални подражувачи на овој настан. Втора година поред масовноста на настанот беше можност волонтерите на Црвен крст Виница со нивниот координатор Михаил Манасиев да организираат благородна мисија за помош во изградба на лифт за потребите на младиот сограѓанин Зоран. Следува информацијата од спортот. Екипата на Осогово викендов како домакин забележа победа на пријателскиот контролен надпревар против Детонит од Радовиш. Пинг-понгарите на Кочани пак во категорија на двојки освоија 3-то место на државното првенство во Штип. Фудбалерите на Осогово со победа ја завршија серијата контролни надпревари во рамки на подготовките пред пролетниот дел од првенството во втората лига. Во саботата беа домакини на 6-тиот надпревар против тимот на Детонит од Радовиш и победија со 2:1. Први во водство дојдоа домакините со погодокот на Жоглев во 70-та минута, но радовишани играа добро и 10 минути полесно успеа да изедначат. До крајот на првиот дел жолто-сините се обидуваа да постигнат уште еден погодок, но се до тоа завршуваше пред голот на гостите. Сепак, токму во 45-та минута, Паунов успеа да искористи една шанса и со удар од работ на 16-никот ја затресе противничката мрежа. Со тоа го постави конечниот резултат на надпреварот, со оглед што во вториот дел нападите на двете страни не донесоа поголеми возбудувања. Успех постигнаа и членовите на пинг-понгарскиот клуб Кочани, кои учествуваа на 26-тото државно сениорско првенство што се одржа во Штип. Славко Ефремов и Сашко Тодосиев во категорија на двојки беа третопласирани и го освоија бронзениот медал. Во полуфиналната средба тие ги совладаа минатогодишните прваци Кралев и Младенов, но не успеа да направат изненадување и да се најдат во борбата за шампионската титула. Во поединечна конкуренција пак,
Ефремов избори пласман во осмина финалето, каде доживеа пораз од Томовски, кој на првенството го освои сребрениот медал. На државното првенство во Штип учествуваа 50 пинпонгари и 16 пинпонгарки од повеќе клубови во Македонија, а се надпреваруваа поединечно, како и во конкуренција двојки мажи и мешано. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.